Па вака, да се биде жена во политиката значи да се биде дел од решението на проблемот. Бидејќи да се биде жена во политиката, сметам дека се уште сме доживеани како една реткост. Тоа бара многу енергија за да покажете дека сте квалитетни, професионални и искрени во намерите, да знаете да слушате кога другите говорат, а уште повеќе да знаете да носите одлуки, но и да спроведувате одлуки. Жена во политиката, како што кажа и мојата колешка, представува храброст и одлучност да се биде она што сте, но и голема одговорност затоа што кога носите одлуките не ги носите сами, бидејќи застапувате голем број на граѓани, а пред се, кога се работи за прашањата на жените, ги застапувате оние жени кои што ја нема таа привилегија и таа чест да носат одлуки. Па претисоците кај жените во политиката се различни, морам да признам. Конкретно за говорот на омраза, за сексизмот, за мизогинијата, која што за жал ја има се уште во нашето општество. И тоа е впрочем најголемата борба и тоа е впрочем и целта на оваа кампања. Затоа што говорот на омраза и сексизмот и мизогинијата впрочем имаат една цел да ги одвратат жените од политиката. Мене лично ми представува притисок кога одредена професија се смета за машка, а сите знаеме, па дури и мажите по себе веруваат, но тоа не го признаваат, дека исто толку, но и многу подобро во таа иста професија може да отговори и да се најде некоја жена. Оно што мене ми деновиве остави вака печаток, не го знаев тој податок, прочитав за господјата Урсула фон дер Лајен дека е мајка на 7 деца. Знаете, кога една таква моќна позиција, жена на таква моќна позиција праќа и една друга порака до младите политичарки, па и до сите жени, млади, дека иднината наша е во поколенијата и оној баланс кој што таа како политичарка го направила помеѓу семејството и огромната одговорност која што една таква позиција, една таква функција ја носи со себе. Беназир Бутто е моја политичарка, токму заради тоа што е дел од мојата младост. Таа е пакистанска политичарка, премиерка е на Пакистан и неа ја издвојувам посебно заради тоа што е прва жена на чело на демократска влада во доминантна муслиманска држава. Она пошто е запамтена е што остава значаен белег по тоа што става крај на воената диктатура во својата земја и се бори за правата на жените. Лично јас во политиката сум подолг период и сум била носител на разни партиски и политички функции во органите и телата на партијата и на општинско и на централно ниво. Сум била член на општински совет, актуелна пратеничка сум и секако дека сум преживеала и разни подмирувања. Сум била изложена на говор на омраза, на објективизација, на вас се гледало како на предмет на кој што повеќе се надвидува, а помалку се слуша кога говорите. Веројатно имало и елементи на сексизам, односно имало дискриминација врз основа на пол. Секако дека говорот на омраза, например на социјалните мрежи, денес станува секојдневие, особено за време на политички кампањи и сето тоа насочено повеќе кон жени. Секако јас дека не сум исклучок, бидејќи долго време се занимавам со политика. Кога се осудува говор на омраза, различни се аршините за жени. Значи, не секогаш напад врз одредена жена е заеднички осуден од сите. Сега говорам од сите политички партии, невладини организации кои што се занимаваат со правата на жените, веќе знаеме и можеме и треба да препознаваме што е критика, а што е говор на омраза и насилство. И за жал тоа е поддржано, поттикнато од мажи функционери кои што не се санкционирани. Јас сум Благица Ласовска и заокружувам не за насилство врз жените во политиката. Јас сум Лолита Рискова и заокружувам не
за насилство враз жените во политиката.